Градоначалничката на Скопје Даниела Арсовска да не шири паника зашто нема да се исклучат вентилите од градскиот водовод, туку ако пукне цевка нема кој да ја поправи, велат од Сојузот на синдикати по најавата за штрајк во Скопски водовод. Градоначалничката Даниела Арсовска да не шири паника, туку да помогне во борбата за остварување на правата на работниците и да ги спречи оние кои ги прекршуваат, а во спротивно ќе се потврдат фактите дека работничките права се кршат по нејзин диктат од нејзините шерифи, кои оставија над 1000 работници во ЈСП без плата, а сега сака да остави повеќе од 1000 работници во водовод без работа, ако не се послушници на нејзиниот ВД директор. Не е јасно, велат од ССМ, каде Арсовска гледа политика во борбата со работничките права, кога сите служби утврдиле прекршување на законот и колективниот договор. Срамно и жално е во време на економска криза градоначалничката на Скопје да се обидува да профитира од лажни вести и да се влева дополнителен страв кај граѓаните кои едва и го поминуваат месецот и секојдневно се заглавуваат во долгови, а работниците во јавните предпријатија да живеат во страв и паника за нивната екзистенција, поради што Арсовска е немоćна да се справи со политичарите од една страна и нејзините неспособни менаџери од друга страна, а одбира битка со работниците и нивните представници. И сето ова се случува откако метрополата остана цел ден без јавен превоз кој направи невиден хаос во Скопје, а граѓаните сега стравуваат дека можно е да останат и без вода за пиење. Инаку Скопски водовод е второ јавно предпријатие кое влезе во отворена војна со градоначалничката Даниела Арсовска откако претходно направи хаос со ЈСП. 20 октомври 2020 ќе остане запишан во аналите на град Скопје како прв ден во историјата кога метрополата остана без јавен превоз. Инаку токму Арсовска изборите пред една година ги доби со низиното главно ветување за бесплатен автобуски превоз за сите, но и 250 еколошки автобуси. За сега таа на граѓаните на Скопје да не може да им обезбеди нормално функционирање на јавниот превоз.